Новоизбраниот председател Доналд Трамп рече дека ќе го врати пристапот на TikTok во САД со извршна наредба откако ќе положи заклетва. Но сака популарната апликација за социјалните медиуми барем половина да биде во сопственост на американски инвеститори. TikTok престана да работи за своите 170 милиони американски корисници доцна во саботата, пред да стапи на сила законот за негово исклучување од национална безбедност во неделата. Американските власти предупредија дека под кинеската матична компанија ByteDance постои ризик од злоупотреба на податоците на американците. Поради рекордни цени, се шири повикот за масовен бојкот на продавниците во Хрватска. Порака која кружи на социјалните мрежи бара од граѓаните да не купуваат ништо во продавниците и бензинските пумпи во петок на 24 јануари. Според RTL, зад повикот за бојкот стојат неколку хрватски здруженија на потрошувачи, а целта е да се стави крај на високите цени кои ќе продолжат да растат. Како пример, авторите го наведуваат случајот со британците кои успеа да ги намалат цените на горивата преку бојкот. Новата прва дама на САД, Меланија Трамп, го следеше својот сопруг Доналд Трамп и само ден пред званичната инаугурација и влез во Белата куќа лансираше своја криптомемемонета со вредност од повеќе милиарди долари. Па дури и му ја намали добивката од мемемонетата на нејзиниот сопруг, издадена само неколку дена порано. Предходно, вредноста на криптотокенот на идниот председател, Трамп, се зголеми за повеќе од тројно на 70 долари, што му дава вкупна вредност од над 14 милиарди долари набргу по неговото лансирање во петокот. Сепак, лансирањето на паричката на неговата сопруга, Меланија, ги намали тие придобивки, пишува британски Гардијан. Доналд Трамп кажа дека ќе воведе сериозни ограничувања за имиграцијата на првиот ден на председателската функција, најавувајќи брзо исполнување на централното ветување од својата кампања. До заоѓањето на сонцето утре инвазијата на нашата земја ќе запре, кажа Трамп на големиот собир на неговите поддржувачи во Вашингтон, кој се одржа во пресрет на неговата инаугурација. Тој го повтори своето ветување дека ќе ја почне најголемата депортација во историјата на САД, што ќе опфати милиони имигранти. Сепак, за операција од такви размери би требале неколку години и милиарди долари, велат експертите. Извор од тимот на Трамп кажа дека безбедноста на границите ќе има значајно место во неговите први извршни наредби. Тоа вклучува означување на наркокартелите како странски терористички организации, прогласување вонредна состојба на американско-мексиканската граница и воведување на политиката "Останете во Мексико", која би ги принудила немексиканските баратели на азил да чекаат во Мексико додека не добијат датум за судско рочиште во САД.